Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Иницијативата за референдум на Мицкоски е спротивна на македонскиот устав и треба да се отврди. Уставот, како највисок правен акт, е јасен. Во член 118 јасно предвидува дека меѓународните договори што се ратификувани се дел од внатрешниот правен поредок и не може да се менуваат со закон. Договорот за добрососедство е меѓународен договор и согласно Уставот, неговото правно дејство не може да се менува со закон. Очигледно е дека Мицкоски намерно ја смислил и поднел ова иницијатива на правно неиздржан начин, спротивно на македонскиот устав, со единствена цел само да создава тензии, да го манипулира народот, свесен дека нема да успее. Откако потонаа сите негови лаги со кои ги лажеше граѓаните, но и собствените членови во претходниот период, ова иницијатива беше уште една измама на Мицкоски за спас на собствената фотелја во Белиот дворец и бизнис интересите на една екипа во неговото обкружување. Иницијативата на Мицкоски е директно насочена кон попречување на патот кон ЕУ, против македонскиот јазик во ЕУ и против заштита на македонскиот идентитет, македонската посебност. Мицкоски е против ЕУ и НАТО, сака да застанеме, да се вратиме назад во едно време на застој и изолација. Почнавме преговори со ЕУ како македонци, а нашиот македонски јазик влезе во ЕУ и враќање од тој пат назад нема. Нашето членство во НАТО зависи токму од резолуциите и договорите кои се ратификувани во Македонското собрание. Некогаш ВМРО-ДПМНЕ беше партија која се грижеше за нашите државни стратешки интереси, гласаше резолуции, декларации за наше членство во ЕУ и НАТО, а денес со ова раководство прават се да го загрозат членството во НАТО и да го стопираат нашиот европски пат. Почитувани граѓани, предлагач на ова неуспешна иницијатива пред граѓаните е токму човекот и партијата која не гласаше против договорот за добрососедство, дури и не го удостои народот со став во собраницката сала, иако се платени од граѓаните, а сега сакаат пак да се скријат за народот. Впрочем, затоа и Мицкоски сакаше да ја префали одговорноста на граѓаните, а неговите пратеници не гласаа во собранието. Само бараше и бара алиби за собствените неуспеси. Затоа му текна после 5 години да се обидува со измама да оспорува договор кој патен придонесе за нашето членство во НАТО и за кој тој самиот рече на добар бугарски јазик дека, го цитирам, подкрепа се што е добро за двете части. Можеби тоа е за да го долговлекува вниманието на јавноста од неработата и криминалот на директорите и градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ. Но, во време на најголема економска и енергетска криза, во пресред на тешка и неизвестна зима, крајно неодговорно е, илузорно, би рекол и недозволиво е да се потрошат 8 милиони евра на граѓаните за да се спаси Мицкоски. Можеби Мицкоски и неговата бизнис група ова го прават со надеж дека ќе предизвикаат штета и на тој начин ќе дојдат до власт. Но овде е државниот и националниот интерес во прашање. СДСМ нема да дозволи ретроградните сили да ја закочат иднината на македонските граѓани. Ви благодарам.